забрзале на крајов од мандатов, просто човек да се замисли што ќе беше ако со ваков елан започневте на почетокот. Па ние денес ќе бевме прогласени за најреформска, најуспешна и веќе членка на ЕУ. Драги мои европјани, па дури и кога се почнува да се вежба во теретана, прво се започнува на оние кардиомашини, по полека да се чекори, па да се трча, а не веднаш да одите на брза трака. Ќе ве сопне, ќе се утепате, ќе се испокршите. По полека. Вие 4 години, а вкупно со предходниве 7 не забрзавте еден чекор, па сега сте зеле да трчате. Оваа 140-та пленарна седница ја набилдавте со 54, па се сведе на 52 точки и секоја од која. Десетина само ако беа на место и на време. Останатите се или задоцнети, или пренабилдани. Ама не може кревко тело да носи тежок товар. Јас не знам навистина како да ви објаснам. Сте зацртале да станете билдери пред 7 години, а последниот месец ви текнува дека требало и да се вешпа. Со ЕУ ни ги дупнавте ушите, ама сега ви е доцна за да демонстрирате ЕУ вредности. Законот за игри на среќа ли е европска вредност? Или оние 4 за божемна стратешка инвестиција која ќе е всушност една катастрофа за Македонија и за нејзината енергетика? Имавме, се надевам, сите пратеници за молница подпишана од 8 македонски експерти кои стручно накусо ни образлага и не замолуваа да не ги поддржиме овие штетни и опасни законски решенија. Но што дека? Нешто слично и со оние 3-4 божем реформски закони за администрацијата. Сите експерти засегнати алармираа и се жалеа, ама ова билдериве во влада и собрание решиле да јачаат квадрицепси за еден месец на брза трака и се разбира со злоупотреба на европско знаме. Навистина со вас човек не може крај со крај да врзе. Пак утрите не вие самите. И да не знае човек што е побезболно со вас, дали кога ништо не работите или кога веднаш тргнувате на брза трака. И двете состојби со вас се многу штетни. Кога не работите, тогаш крадете. А кога божем нешто работите, нешто што ни го продавате дека мора сега, дека мора вака, дека мора со ЕУ знаме, тогаш е уште посигурно дека планирате инстант криминал и инсталирање луѓе кои евентуално утре би вештителе. Токму во таа насока сега ни предлагате кандидат за јавен обвинител, а ако се сетиме што му сторивте на неговиот претходник, како 2 години низ вода го водевте и жеден го оставивте, навистина се прашувам јавно како со кандидатов Коцевски ќе испадне. Јас не знам дали лично го познавам господинот Коцевски, бидејќи видов дека потекнува од општина од мојата изборна единица и дека над 13 години има работено во Гостивар, но знам дека на мажите од Подшарпланина им даваат прекари шарпланинци. Се надевам дека и Коцевски ќе има символиката на еден шарпланинец, иако многу ми е симптоматично, да не речам сомнително, зошто личност со вака богато искуство од адвокатура и обвинителство прифатил или се нафатил да биде кандидиран од страна на една од најкоруптивните и криминални влади досега. Сведочејќи како СДСМ се однесуваа кон Катица Јанева, Вилма Русковска, а и кон неговиот претходник Јовески, навистина Коцевски можеби и да ја има храброста на шарпланинецот. Сепак, искусен или истакнат правник или воопшто доволно возрасен или зрел маж, барем досега треба да ја има научено лекцијата дека СДСМ ни кафе не честат за џабе, а не пак да ве кандидираат за јавен обвинител. Јас неколку пати упатував апел до Јовески да се охрабри барем на крајот од неговата кариера да постапи согласно законите и да отвори некој од појажиносаните предмети за криминал на многу властомисленици. Не ме послуша ниту мене, а ниту било кој од моите колеги. Замина тивко, како што и го водеше обвинителството, како безгласна буква. Да подсетам и на една од двете против кандидатки на Љупчо Коцевски. Како само ефтино ја елиминираа од трката, и тоа не било кој, туку луѓе кои на времето со неа беа дел од серијата Чарлиевите ангели. Сега, дали споредни улоги, дали статисти, дали техничка служба, дали фамилиарно партиски ангажирани, ама сите заборавија на неа и нејзината моќ од времето.
За Катица Јанева нема ни потреба да подсетувам, од она отвори ја ставија позади заклучена врата, а најголемата казна за неа беше она кога ја ставија во библиотека меѓу куп литература. Ова е уште еден пример како испревртено функционира оваа партија на власт, за разлика од нејзиниот поголем брат. Зошто? Затоа што кога големиот брат ќе определи определена личност за битна функција, тогаш со време истата ја подготвува и го чисти теренот. Со време ја одучува од лошите навики и креира величина од неа. Овие од СДСМ прво ќе назначат некого, па после го учат да зборува и чита, како во случајот со Јанева, или прво ќе кандидираат некого, па после ќе се попишманат, како во случајот со Јовески. Затоа јавно се прашувам дали кандидатот Коцевски ќе докаже уште од првиот ден на работа дека ќе постапува согласно неговите надлежности, согласно законите и согласно програмата која ние има доставено, или Коцевски ќе ризикува да си ја уништи сопствената долгогодишна кариера, а заради не знам каков договор. За мене најискрено сомнително е со овие криминалци и кафе да се испие, а не пак кариерно да ве унапредуваат. Може би не сум во право, ама некако имаме многу лоши минати искуства и тоа не само ние како опозиција, туку нивни сопартици, бивши шарени револуционери, бивши нивни функционери. Јас дури знам и за нивни блиски фамилии како ги критикуваат и колнат, ама сепак сакам да верувам во исклучоците, во пркосните, во праведните. Верувајте, ако не сте таков, ќе мора да бидете подготвени за краток рок на вашата кариера како државен јавен обвинител, бидејќи доста и беа на Македонија партиски експерименти и приврзоци. Доста и беа кариеристи и полтрони. Доста и беа луѓе кои уништија многу човечки судбини и кои мирно спиеја и се уште спијат врз гробовите на недолжно изгорените во Тетово, од сообраќајката Беса Транс, мирно спијат додека уставобранителите 7 година гнијат во затвори, мирно спијат молчејќи пред убиства, пред бегства, пред издавање патни исправи на белосветски криминалци, пред јавно отварање нелегални казина и коцкарници, пред јавна плячка со проектот Бехтел и ЕНКА, пред јавни планови за нови плячки на државава, дали со погоре споменатите 4 катастрофални закони за енергетски колапс или со уште стотици и стотици други криминални закони и действија. Мирно спијат додека младите јавно ни се дрогираат и коцкаат. Мирно спијат додека во образованието се прави тотална дискриминација и ученици во 21 век ни учат без учебници. Мирно спијат додека народот против законски се малтретира да чека во колони и да плаќа за нови документи, а веќе има постоечки и важечки. Мирно спијат додека земјоделците се оплячкани со неисплатени субвенции и необезбеден пласман за нивните производи. Мирно спијат додека во Манав се случуваше класичен терористички напад. Мирно спијат додека по државните институции се местат огласи и се местат вработени по партиски клуч. Мирно спијат, а на времето истите протестираа со паролата «Нема правда и нема мир». Тогаш не спиеја, ама денес, кога криминалот се шета по улици и хара по институции, токму денес одбра мирно да спијат. На почетокот се запрашав дали е подобро ова криминално дуо да е на брза трака, како во случајот со Коцевски, или на спора, како случајот со Јовески. Искуството не научи дека секако се опасни и некорисни. Затоа, за крај, би го повикала господинот Коцевски да размисли добро што ќе е подобро за него. Да го стават на брза трака или да го изиграат. Ако брзата трака евентуално ги издржи овие залегнати теретанци, тогаш единствено Коцевски останува на потек. Дали веднаш ќе покаже независност и борба со криминалот, или веднаш ќе докаже дека ќе е последниот јавен обвинител назначен заради пазарење и партиски интерес. Коцевски е на потек, а власта која го предлага е на штрек. Допрва ќе се штрекате и ќе се пишманите. Ова е само ваш почеток. Благодарам.